Денеска од местото Бука во село Мојанци, Кочанско, заедно со директорот на акционерското друштво Водостопанство и со директорот на поддржницата Брегалница и во присуство на заинтересираните земјоделци го означуваме стартот на оваа сезона за наводнување. Ако изминатата година се доцнеше, оваа година направивме се да сезоната за наводнување во цела Македонија започне на време, за да се добие вода за производство на квалитетни земјоделски производи. Се стремиме кон модерно и конкурентно земјоделство и затоа овие напластени проблеми ги решаваме во од, но и на дол крок. Акционерското друштво Водостопанство со зајакнати капацитети, со нова механизација во текот на оваа година се фокусираше веднаш по завршувањето на сезоната 2017 на чистење на каналите, но и почеток на реконструкција на одредени системи. Затоа денес го објавуваме овој почеток на оваа сезона и верувам дека оваа година земјоделците нема да ги имаат проблемите кои што ги имаа минатата. Доцното пуштање на вода во претходната година од претходните раководства предизвика и низа на штети со кои што се соочи земјоделското производство. Владата на Република Македонија даваше дополнителна поддршка во сите региони каде што токму нефункционалноста на акционерското друштво Водостопанство минатата година пред преземањето од оваа влада предизвика навистина штети во земјоделството. Во програмата за рурален развој издвојуваме значителни средства за системите за наводнување. Владата на Република Македонија вети пред граѓаните дека секоја година ќе издвојуваме по 10 милиони евра за реконструкција, но и за изградба на нови системи за наводнување. Оваа прва година издвоивме 11 милиони евра кои што се дел од програмата за рурален развој и кои што се наменети и за реконструкција, но и изградба на капитални инвестиции во наводнувањето. Ако сакаме да имаме модерно и конкурентно и иновативно земјоделство кон кое што на дол крок се стремиме и веруваме во тоа, водоснабдувањето е основата на која што треба да се фокусираме. Во овој период, покрај сите овие тековни работи кон кои што е насочено акционерското друштво Водостопанство, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство силно е насочено кон капиталните инвестиции кои што ни следат. Во тек е изградба, односно во 2017 започна изградбата на браната Конско во Гевгелија, проект во износ од околу 40 милиони евра. Следниот месец ќе биде распишан меѓународниот тендер за системот за наводнување на Јужен Вардар, за кој што добивме на крајот на 2017 година и грант од Германската банка во износ од 4 милиони евра. Во овој регион ќе завршиме постапката за втората фаза за системот за наводнување во делот на хидросистемот Злетовица. Во финална фаза е тендерската документација. Со Европската унија подпишавме договор за проект за реализација на 10 системи за наводнување, од кои што 3 започнуваат со изградба уште од оваа година. Тоа е во Славичко поле, во Струмичко и во Кичевско. Во тек е изработка на финалната документација за браната на Слупчанска река, но и во тек е вадењето на градежните дозволи за системот за наводнување Равен Речица во Гостивар, но во следните десетина дена се очекува и добивањето на градежната дозвола за браната Речани во Кочанско. Насочени сме кон многу крупни проекти во делот на водоснабдувањето, заради тоа што, како што кажав, основа на модерното и конкурентно земјоделство е токму рехабилитацијата на постоечките, но и изградба на нови системи за наводнување во Македонија. Благодарам.